Среда 26 октомври, 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, многу ми е драго што токму и ова есенско попладне ќе се дружиме во најновото издание од емисијата од своја страна, токму на фреквенцијата на телевизија Сонце. Овде сум јас, вашиот домаќин, Викторија Петровска, имам чест да ве водам токму и во ова најново издание од своја страна. Во монографијата која ја држам во своите раце, за мојот денешен гостин стои дека тој е голем миротворец, хуманист, ликовен уметник, мисионер и творец на мисијата Цвеќето на мирот, но и човек пред кого стојат голем број на манифестации, литературни организации, многу државни манифестации, како во нашата држава, така и надвор од државата. Да не должам повеќе во најавата, ќе го поздравам и ќе му посакам топло добре дојде во студиото на телевизија Сонце на господин Живко Поповски, или уште попознат на пошироката наша јавност како Цветин. Господине Цветин, така ќе ви се обратам. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана и да присуствувате во изданието од своја страна на телевизија Сонце. Ви благодарам и јас, и навистина овај октомвриски сончев ден. Ми е многу драго што сум во ТВ Сонце. За прв пат од своја страна токму во четвртата сезона, многу ми е драго што ќе имаме еве некои 30 на минути да поразговараме за вашиот доста плоден животен пат полн со успеси, полн со предизвици. Меѓутоа, пред да започнеме, јас пред нашите гледачи ќе го покажам ова дело кое што вие го направивте, го насликавте, токму додека се подготвувавме за оваа емисија. Од каде инспирацијата за во истиот момент да ви дојде да ги насликате овие дела? Па видете, инспирацијата доаѓа од внатре, што би се рекло, со една позитивна енергија што ја добив кога дојдов овде, кога ве видов вас, како се подготвувате вредно, и навистина јас додека вие се подготвувавте, јас викам нешто да направам. И токму тие три голем рози. уметник пред вашето име, ќе кажам дека ве красат епитетите голем уметник, миротворец, човек кој што зад себе и пред себе има мисија, тоа е Цвеќето на мирот. Што се тоа значи, кој е Живко Поповски Цветин? Ајде од самиот почеток. Па вака, јас би рекол дека не сум голем уметник, но ете со ова моја скромна уметност и мисијата на мирот со цвеќето, сакам да на некој начин покажам дека мирот е најважно во светот, после тоа е храната и солидарноста. И после сето тоа доаѓа љубовта. И токму ете јас роден во едно село Брезово, Демирхисарско, обкружен со убави шуми, ливади, и велам некогаш дека мајка ми ме родила во некоја ливада, па затоа многу ги сакам цветињата, ја ги сликам. И со нив заедно ја водиме мисијата на мирот и љубовта. Зошто токму цвеќето како ваш највпечатлив символ на вашите дела? Па видете, цвеќето е универзален символ и токму затоа го зедов дека цвеќето представува и чистота, екологија. Цвеќето се подарува на човекот од раѓањето па до смртта и потоа. На гробот, на саканите, на најблиските и така. Тоа е присутно навистина на секаде. Дури за да кога ќе се влюбат двајца млади, цвеќето е најубавиот дар. Подарок, така. Да. Така да цвеќето навистина символизира така една убава метафора, би рекол, и во поезијата, и во уметноста, и во песната. И едноставно без цвеќето не знам каков би бил животот на планетава. Дефинитивно, вие сте еден синоним за цвеќињата овде кај нас, со сите ваши дела ги има многу, а исто така сте биле и многу во животот. Сте биле новинар, сте биле уредник, сте биле и дел од некои функции овде во државата. Каде се чувствувавте најсвој во сето она кој што го правевте? Видете, јас во мојата професија како агроном навистина имав, така би рекол, една богата кариера. Прво како приправник во
задружниот комбинат во Породин Битола, потоа во службата за напредување на индивидуално земјоделство Демир Хисар и 75-та година дојдов како одговорен уредник на списанието Современо земјоделство. Потоа бев во Републичкиот завод за општествено планирање на Македонија како раководител на секторот за земјоделство, па во Сдружениот комбинат Македонија, што ги обединуваше сите комбинати, бев и главен и одговорен уредник на вестникот што се издаваше, а исто така и во списанието Агроберзански информатор, каде што бев и директор на јавното предпријатие Агроберза. Така да ни сите тие фази на мојот професионален живот, јас сум се занимавал со новинарството, а паралелно со тоа и со оваа мисија на мирот, почнувајќи од 10. октомври 1985 година, каде што тогаш подарив 160 слики преку Југословенската лига за мир до сите членки на Обединетите нации со една порака дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната и јас не измислувам нови цветови, туку ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат мирот и слободата. И токму ете од тогаш па досега низ оваа мисија Цвеќе на мирот, јас подарувајќи над 60.000 слики ја ширам мисијата и мирот низ целиот свет. Тоа ми е, така да кажам, 37 години, а годинава посебно имав една преубава активност заедно со мојата ќерка, една новинарка, ваша колешка. Бев во Милано и Торино. Во Торино на саемот за храна, каде беа изложени штандови со производи од 130 земји. Јас имав на македонскиот штанд изложена една изложба Цвеќе на мирот, зашто мојата, како што реков, мисија е мир, храна и солидарност. А исто така и на плоштадот Дуомо имав една изложба од 10 слики, кога се одржуваше и модната ревија на 24-ти, кога започна. Така да, еве, заедно, значи, со многу елементи што јас во текот на овој период од 37 години, заедно со сите овие мои настани поврзани со поезијата, со музиката, со настаните што се организираат на ниво на град, на ниво на држава и пошироко, јас учествувам на своевиден начин, подарувајќи ги мироносните цвеќиња од македонската цветна градина. Така, не престанувате да подарувате ваши слики на професори, на видни луѓе во државата. Како реагираат на овие ваши творби? Па еве да ви кажам, во овој месец октомври, на 5. октомври, јас подарив слики за најуспешните просветни работници на ниво на Македонија, зашто е тоа светски ден на учителот, а учителот на сите нас ни е најважен, зашто без учителот не можевме да добиеме образование и воспитание, што ви рекол, а исто така на 19. овој месец подарив 50 слики за најуспешните просветни работници на градот Скопје, што се одржа во МКЦ, Младински културен центар, каде што навистина чувствував дека моите слики Цвеќиња на мирот им беа многу драги и сите ги примаа со насмевка, со воодушевување и со почит. Учествувате скоро на секоја одржана манифестација. Колку се предизвик манифестациите и како стигнувате секаде? Колку енергија бара се и тоа што го правите? Па видете вака, јас, например, за Струшките вечери на поезијата, каде што присуствувам веќе 35 години, имам подарено 3000 слики на поети од сите меридијани. А предизвик ми беше песната Ружа од Блаже Коневски, што ја добив 86 година, минатиот век, каде што тој за неговиот роден ден, подарувајќи му јас 65 рози за 65-тиот роден ден,
тој не остана должен и ми ја препиша со негов ракопис песната Ружа од збирката Везилка, за да ми се заблагодари за подарокот. Колку прекрасно. И токму таа песна во ракопис ме предизвика, јас иако како агроном, нели, не би помислил можеби толку да бидам присутен на Струшките вечери на поезијата. Од тогаш па навамо подарувам слики на поети. Сум подарил на покрај Блаже Конески, на Окуџава, Вознесенски, на Гилвик, Дагларџа, Тадеуш Ружевиќ, Ален Гинзберг, Шеј Маскини, Хусто Падрон, Десенка Максимовиќ, Миодраг Павловиќ, Оскар Давичо, потоа на познати имиња од Јапонија, Јан Ху од Кина, Макото Оха, еве и на годинашнава манифестација Струшки вечери. Јас не отидов во Струга, меѓутоа бев овде во Скопје, во Даут Пашин Амам, па подарив слики на сите поети што беа тука присутни, а беше и синот на добитникот на Златниот венец. Така да, моиве слики стигнуваат и на Охридско лето, потоа на Скопски джез фестивал, стигнувале и на Фолк фестивал Ландово, и сите овие фестивали музички, цветници и така натаму, каде што навистина личи цвеќето да се подари за една добра музика, за еден добар настан, што... Цвеќето е за секоја убава пригода. Овде во рака држам Цвеќе на мирот, есеи и критики од Живко Поповски Цветин. Тоа значи дека и пишувате? Па не, видете, за мене пишуваат многу автори. Овде се собрани, тоа се есеи што ги пишуваат за мене, а јас ги собрав во една книга и мислам дека негде околу 80 есеи се присутни во таа книга. Тука има од Ферит Мухич, од Анте Поповски, од познати имиња како Светлана Христова Јоцич, Петре М. Андреевски, Јован Башевски, Јован Котески и многу други, а исто така тука во еден дел има и нешто што од педагошки аспект јас го правам, а за тоа пишуваат Атанас и Јелица Николовски. Потоа Цвеќето во Библијата пишува Ратомир Гроздановски, тој има еден убав есеј за мене. И на крајот има и еден, да речам, дел каде што Олга Шкарич опишува за Махатма Ганди и Цвеќето. Моите слики на крајот ги низ фотографии се прикажани моите средби на Струшките вечери, потоа средбите со Кофи Анан, со Џорџ Буш, Горбачов, Сулейман Демирел, Хелмут Кол, Џон Мејџер и многу да не други. случајно големиот Анте Поповски за вас ке каже, вели, има еден човек кој го поплави просторот и времето околу нас со цвеќиња. Ги распраќа по континентите, ги лепи врз писмата, ги става врз плакатите, од цвеќиња им зида градинки на децата. Сонува среде цвеќе. Како е да се познава Анте Поповски, да се дели со него уметноста, пишаниот збор? Па видете, Анте Поповски своевремено ми велеше Живко, дојди во Лазарополе да видиш какви убави цвеќиња има. Јас не успеав да дојдам во Лазарополе пред тој да умре. Меѓутоа, после тоа на манифестацијата Антево перо и пред тоа бев, и навистина Лазарополе мислам дека е поубаво од моето село. А никој не си го дава своето село и не признава дека е поубаво. Меѓутоа, јас признавам навистина дека Лазарополе е многу убаво и Анте ми има напишано еден тој есеј и 3 песни. Тука го има и песната Смил. Смил, така, на Живко Поповски. Потоа една песна Љубов и има една песна на македонските пазари. Така да Анте ми остави голем впечаток со неговото творешто, навистина, и јас многу го ценам неговото творешто. Тој е пророк, би рекол, еден пророк кој пишува за Македонија, за секое камче е Македонија.
Така да, навистина Анте многу ми значи. Исто така имам многу есеи. Еден есеј имам од и Тодор Чаловски, потоа од Васил Илјовски, од Коста Балабанов, како што реков, од Петрема Андреевски и многу други познати имиња. Сликани се со многу големи луѓе, со многу познати имиња. Кој остана воодушевен од вашата работа? Највоодушевен, ајде да издвоиме дел од овие средби овде. Па видете вака, јас се сретнав со Кофи Анан овде во Скопје, а пред тоа добив од него едно писмо, 98 година, во кое ми пишува, откако јас му пратив една моја слика за Денот на Обединетите нации, 24. октомври, и тој мене ми возврати и рече, меѓу другото, дека ти благодарам, господине Поповски, за твојата континуирана поддршка на Обединетите нации во борбата за мир. Тоа многу ми значи, а исто така многу ми значи и изложбата што има во Њу Јорк Обединетите нации 90-та година, каде изложив 45 цветиња на мирот за 45 години на Обединетите нации. Потоа изложбата што ја имам во 95-та година во Санаремо, Италија, каде што на Конгресот за хуманитарно право, како претседател на Црвениот крст на Македонија, јас имав и свое излагање, меѓутоа имав и една изложба Цвеќе, мир, хуманост. И тие две изложби навистина ми представуваат голем поттик, придонес и нешто што ми остана голем впечаток, а на самитот на неврзаните во Белград 89-та година подарив 101 слика за сите неврзани земји, а од Садам Хусеин добив персиски килим вавилонски бик со харфа. Навистина импресивна биографија, импресивни случувања низ вашиот животен пат. Овде вели Цветна патека на мирот во две ролни со должина од 1000 метри. Колку време се работеше ова Цветна патека? Па видете, таа ја направив за 4 месеци. Почнав на Цветници, пошто јас сум цветин, па заедно со Лајонс клубот Вардар, каде сум член, ја започнавме таа манифестација и ја правев 4 месеци. Завршив на 5. август, тој е роден денот на мојата мајка Цветанка, по која го носам и името. Тоа ќе ми беше следното прашање, ова Цветин. И токму тоа символично беше по повод 1001 година од ослепувањето на Самуиловите војници, со една порака да прогледаат потомците. Прогледаа ли? Па се уште не. Колку се значени признанијата што државата ви ги дава? Па видете, имам јас голем број признанија, меѓу кои и признанието Мајка Тереза, 2013 бев добитник на државната награда Мајка Тереза, поради тоа што имам од неа едно писмо добиено 1984 година, кое ми е голем поттик, и во тоа писмо Мајка Тереза ми вели: драги Живко, ти благодарам за љубезното писмо и прекрасната слика. Има наши сестри во Скопје и ако појдеш кај нив, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Тие се на улица Димитрија Туцовиќ, број 33, може би многу близко до тебе. Бедните се секаде околу нас, осамените, несаканите. Биди љубезен и прави им добрина на оние близко до тебе и чуваја радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови. Мајка Тереза, 21 март 1984 година, Калкута, Индија. Тоа писмо ми беше голем поттик, овој дел хуманитарен, да го продолжам на еден начин, како што Мајка Тереза ми пишуваше во писмото и навистина е 37-8 години веќе тоа писмо си има свој тек. Јас го рецитирам ова писмо пред учениците во основните, средните училишта, пред студентите, децата во градинки, децата во домови за деца без родители, старачки домови, секаде каде што на некој начин
треба да се поттикне и помогне некој во она смисла во која не му е потребно. Има една традиционална Цветинова награда за мир. Кој може да ја добие таа? Па видете, таа е Цветинова награда за мир воспоставена на 24 октомври минатата година, значи 2 дена после тоа емисијава. И таа награда прв ја доби Димитар Илиевски, меѓународен шаховски мајстор, кој со кого се познавам одамна, а ја доделувам јас, нема комисија. И тоа е во знак на благодарност за сите оние што се вклучиле во оваа мисија и што дале поддршка за оваа мисија. Така да Димитар навистина минатата година, само да кажам дека одигра по моја иницијатива 100 партии шах по повод 100 години од раѓањето на Блаже Коневски, кој бил прв председател на Шаховски сојуз на Македонија, добар шахиста. И еве токму заради тоа реков да му се одолжиме на Блаже Коневски со тоа, а јас му подарив 100 ружи да ги подари на оние со кои ќе одигра 100 партии. Така да таа една заедничка симбиоза, еве само тоа да го земеме би било доста значајно, да речам, и доволно. Исто така доби награда Цветинова и Нова Македонија, со која соработувам веќе од почетокот на мисијата на мирот па до денес. Исто така и Коста Балабанов, кој ми беше, така да речем, еден голем поддржувач на мисијата, Ферит Мухич, кој ми има отворено 10 изложби, потоа Јордан Плевнеш, па Македонското радио, потоа на 11 декември подарив за моите учители, Јелица Јатанас, Николовски, потоа доделив за Гордана Угриновска од Битола и нејзината мајка, која ме учеше од прво до четврто одделение. Подарив за многу други истакнати личности, Ѓорѓи Ѓорѓиевски, мојот учител Стадин Ставре Димитров, мојот учител Коста Хаджи Антоновски од Битола, кој ми беше прв учител и поттикнувач. Меѓутоа, иако тој ме поттикна уште во основно училиште да се насочам кон уметноста, поради материјални причини јас не можев Скопје да дојдам, иако една година протестирав, не одев на школу, меѓутоа не успеав и добро е што станав агроном. Так, се во животот се случува со причина и дефинитивно ова се убави моменти кои што еве вака ќе ги споделите со нас. Ни донесовте овде неколку ваши дела, зошто токму овие и каква порака носат? Па еве сиве овие мои дела се со една единствена порака, да има мир, да има љубов меѓу луѓето, да се почитуваме, да се помагаме, да има солидарност, хуманоста пред се и на еден начин да бидеме свесни дека без мирот нема напредок, нема живот. Човек кога нема мир, тогаш не може да функционира, не може да работи, а штом не работи, тогаш не може да придонесува во општеството било што. Така да мислам дека еве овие мои цветиња на мирот ја носат сите истата таа порака на свој начин. Која денес чинаме најважна во време кога ни е најпотребен мирот, колку се разбираат пораките кои што ги пренесувате? Па јас мислам дека меѓу народот се разбираат, меѓутоа политичарите изгледа недоволно ги разбираат и затоа доваѓа до така немири, до војни, до страдања на луѓето. Јас уште од 85-та година имав една изложба кога видов на телевизија се случува гладни деца во Африка. Се гледаат нивните ребра и тенки коски без месо. Тоа беше една моја цела изложба подарена од 100 слики, каде што се собраа негде тогаш околу 600.000 денари или 6 милиони, не се сеќавам тогаш тие динари наши, југословенски. И
сите средства од 100 слики ги подарив преку Црвениот крст за гладните деца во Африка. Истата година имаше земјотрес во Мексико, 300.000 денари исто така ги подарив преку Црвениот крст за Мексико. Сум подарувал слики за поплавените во Турција, во Србија, во Хаити земјотресот, потоа земјотресот пак во Турција, во Јапонија и така натаму. Едноставно на некој начин човек да се вклучи во тоа, да ги поттикне другите луѓе и да помогне онолку колку што самиот може. Токму со овој Феникс јас би сакал, подарувајќи го на оваа редакција на Македонско сонце, нека огрее сонцето на сите страни на светот и да им донесе мир, љубов, радост, среќа и доволно храна за сите деца. Токму така, токму со вашиот Феникс и со мисијата на цвеќето на мирот ќе упатиме пораката дека денес дефинитивно мирот е најважната и најскапата работа која што сите ја посакуваме и ќе упатиме нели до пошироката наша јавност, до нашите гледачи. За вашиот животен пат, господине Цветин, има многу да се говори, малку ни се 2-3 вакви интервјуа и емисии, меѓутоа овде ќе ви се заблагодарам што ни го разубававте студиото со овие ваши прекрасни дела. Ќе ви честитам за се што досега сте постигнале, а сте постигнале навистина многу. Секоја чест, секој поклон до земја за вас. Многу се радувам за овој убав муабет, за сите овие пораки кои што ги упативме и за тоа што одвоивте дел од вашето скапуцено време и еве не почестивте со вашето присуство. Ви благодарам уште еднаш. Вие имате уште нешто да покажете таму? Јас ви благодарам исто и би сакал да кажам дека пред неколку денови на Гутереш му е подарена една моја слика Цвеќе на мирот, која верувам дека ќе ги краси Обединетите нации и ќе ја има пораката за мир во целиот свет, зашто тој навистина е најпотребен. Така. Ви благодарам уште еднаш и ќе посакам да се видиме на некоја наша наредна средба. Благодарам. Почитувани гледачи, од своја страна со Живко Поповски Цветин се надевам дека со ова импресивно интервју и со овој човек кој што навистина има што да каже и за кого што има навистина што да се каже, успеавме да го задржиме вашето внимание. Јас ќе ве поздравам овде и ќе посакам наша наредна средба за 7 дена. Бидете поздравени и се гледаме.